Сега сум прв пат овдека. Не повикаа кумовите, Филип, Еми и така, сега прв пат доаѓам тука. Држевте и лепче, паричката се падна кај вас. Да, наредната година се собираме исто тука. Верувањето е дека кај кого се падне паричката, ќе му донесе среќа. Очекувате ли среќни денови оваа година? Да, да. Се надевам да бидеме живи, здрави и се како што треба. Према моje сеќавање некаде од 2017 година, од 2017 почна така малски да се собираме и на кого ќе му се падне паричката, тој ќе видне. Јас бев кум во 2019 година, тогаш имаше и снег, па 2020 исто имаше убаво собиране. Мината година, бидејќи беше ова пандемија, не се организираше, еве сега пак решиме да ја возобновиме ова традиција, малска традиција, и ете испадна убаво. Но 2020 на детето, како се викаше, му се падна паричката, тој стана на Филип, така Филип. Сега имаше среќа господја Даниела да биде кума за едната година, нека ја честито кумството. Ги викаме свештениците да држат закон, црковен закон. Утре е Божик, како ќе го прославите? Па ќе го прославиме свечено, сабајле требаше да внучињата, ама спијат да дојат коледарчиња, да им дадеме овоше, пари и така. Утре е Божик, да сме живи и здрави, па ќе прочекаме како и секоја година. И во кругот на семејството. Божите семеја празни се слави во кругот на семејството. Вечер, бъдни вечер, ќе правиме погача со паричка, зелник, гравче, риба, се што е постно. И така се надеваме, само Господ здраве нека не дава на сите, да многу години да остане ова на внуци и на правнуци, ова дете, ова обичај да остане. Ете тоа е.